29 мај 2017 година, термин за регионалните вести на КТВ телевизија. Мандатарот Зоран Заев ноќеска до собранието ја достави предлог програмата и предлог составот на новата влада. Председателот на собранието Талат Џафери за утре во 11 часот ја закажа седницата за избор на новата влада, која ќе биде избрана најдоцна до среда на полноќ. Претходно на пресконференција лидерот на СДСМ го состави неговиот избор на министри кои би ја сочинувале реформската влада, откако неговите предлози ги одобри Централниот одбор на партијата. Почитувани представници на медиумите, дозволете да ве информирам за одлуките донесени вечерва на новиот Централен одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Вчера беше на Конгресот избран председател, заменик председател, надзорен одбор и Централен одбор на партијата. Кај нас, согласно статутот на партијата, Централниот одбор носи одлуки за идните ресори, министри, кадровски решенија за владата на Република Македонија. Денеска Централниот одбор со својата одлука, а согласно претходниот договор со нашите идни коалициони партнери од ДУИ и од Елијансата за албанците, можам да соопштам на јавноста дека е формирано парламентарно мнозинство за кое што стои позади новата реформска влада на Република Македонија. Новата реформска влада ќе биде составена од 15 ресори и неколку министерства без ресори. Пакетот на предлогот оди буквално имињата на сите 15 ресори и имињата на сите без ресори. Понатаму со одлука на влада се определува од личностите без ресори каква надлежност владата доделува на самите министри без ресори, а од вкупниот број на вакви имиња се бират и замениците председатели на владата на Република Македонија. Така да вечерва Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз даде одобрение за кандидатите од нашите редови, но истовремено беше информиран и за кандидатите од коалиционите редови и за независните кандидати кои што потекнуваат секако од граѓанскиот сектор, од луѓето експерти во Република Македонија и од предлозите кои што беа доставени од нас од коморите стопански на Република Македонија. Затоа со задоволство сакам да објавам пред граѓаните составот на идната реформска влада. Министер за одбрана ќе биде Радмила Шекеринска. Министер за внатрешни работи ќе биде Оливер Спасовски. Министер за надворешни работи ќе биде Никола Димитров. Министер за труд и социјална политика ќе биде Мила Царовска. Министер за финансии ќе биде Драган Тевдовски. Министер за образование и наука ќе биде Рената Десковска. Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе биде Лјупчо Николовски. Министер за транспорт и врски ќе биде Горан Сугаревски. Министер за култура ќе биде Роберт Алагјозовски. Министер за информатичко општество и администрација ќе биде Дамјан Манчевски. Министер без ресор Кочо Ангјушев. Министер без ресор Роберт Поповски. Министер без ресор Едмонд Адеми. Министер без ресор Аднан Кјахил. Министер без ресор Самка Ибраимовски. Министер без ресор Зорица Апостоловска. Министер без ресор Зоран Шапурич. Ова се вкупно 17 имиња кои што ги предлагаме од согласно одлуката на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Соодветно коалиционите партнери носат одлука на своите органи тела на партијата, но секако ова е предлог само кој што ќе биде доставен до парламентот на Република Македонија. Намерата е вечерва, доколку стигнеме со комплетирање на сите неопходни протоколарни и правно-формални аспекти, уште вечерва во архивите на Собранието на Република Македонија, јас како мандатор, кој што доби мандат за формирање на влада, да доставам програма за работа на новата влада и да доставам владин кабинет до Собранието на Република Македонија. Од Центарот за вработување кавадарци подсетуваат на активните мерки за вработување и самовработување, дека се уште се во тек. Раководителот Благој Борисов го најави утрешниот саем за вработување, што ќе се одржи во спортската сала Јасмин во Кавадарци.
Активните мерки за вработување и самовработување ги даваат очекуваните резултати, велат од Кавадаречкиот центар за вработување. Многу невработени лица успеале да си обезбедат работно место со поддршка од државата, а со тоа директно се намалува бројот на невработени во Кавадарци, вели раководителот на центарот Благој Борисов. Значи активните мерки и политики тие си одат по истиот ред, значи моментално има 13 активни мерки. Посебно што сакам денеска да истакнам, че испадна мерката самовработување. Тука би потвртал некои точки за да објаснам точно што е тоа самовработување. Значи тоа се работи за лица кои што можат оно што сакаат да отворат сами прифатен бизнис, а да се активни баратели. Што значи активни баратели? Да се пројавуваат секој месец, односно по нашиот статус 200. Не е ограничен типот, односно можноста на бизнисите, значи може скоро сите бизниси. Значи се работи за самовработување, а за оние поиновативни и кои што ќе бидат со својот бизнис план подобри, може да имат, значи, не кажа, средствата се работи за 185.000, може да бидат 265.000 и за најиновативните до 360.000, односно 3 лица вработување во старт со мерката. Друго што сакам да кажам, значи при крај, секој пат имам проблеми кога се завршуваат некои мерки, тоа е, значи, Македонија вработува 2, која ќе трае до 27 овој месец, затоа сите кои што сметаат имаат потреба да оваа мерка, односно закон, да го искористат, да бидат понавремено дојдени, да биле, како што ни кажа праксата, да биде последниот ден, па зошто не, па како, а јас порано не разбрав, а се работи за период од една година, што значи доволен период секој што сметал и што сакал да знае. Затоа пак потврдувам, ево го, тука да бидеме поинновативни до периодот, односно за периодот до 26 додека е во траење овој закон, да ги искористат можностите на кои што нема јасно, нека дојдат пак, како што кажав и минатиот пат, ќе му објасним кои што се мерки, односно обврски има, дали можат, не можат и така. Значи, слободно секој работен ден нека поведат да бидат навремено информирани, да не биде после касно, после период. Бројката секој па треба да спомнеме, да не, значи, од минатото интервју до денес имаме негде намалување од 100 лица, што значи ако беа 2160, сега се 2060 лица, како активни баратели. Ако направиме на ова некоја аналитика, ќе видиме дека од овие лица 2060 лица, значи оние што се технолошки вишок, тие се негде 400-500 бројка, ќе останат 3500. И ако кажеме дека имаме 1500 што се лица кои се со високо образование, значи сега зборувам за работна сила од пониска категорија, остануваат некаде бројка само од 1000 лица кои што барат непотребно, значи работна сила, правиме за работници, не зборуваме за инженери, професори и така, значи. Тоа, гледајќи ги уназад годините, е најниско ниво. И нормално, тука ќе кажам дека веќе имаме и суфицит на работна сила, ако ги земеме дека нашиот крај е земјоделски, ако ги земеме земјоделските стопанства кои функционираат кај нас, ќе видиме дека имаме и увоз на работна сила од соседните општини. Веле се радуваше да не ги редам. Една од услугите на Агенцијата за вработување на Република Македонија се саемите за вработување кои представуваат можност за задоволување на потребната работна сила за работодавачите, како и можност за успешно представување на пазарот на трудот и вработување за невработените лица. Оно што следува една од мерките, значи на Агенција за вработување, организирање на саеми за вработување. Тоа е во текот, значи на утрешниот ден, 30, со почеток од 10 часот, со траење до 2 часот во спортска сала. Јас сме затоа и поканувам сите и работодавачи и работници да се најдат на едно место, да се најдат еден јазик, и едните и другите, како би биле поуспешни, значи работодавци да видат што работна сила располага центарот, односно градот или околината, а работниците да видат што потреба од работна сила. Значи, тоа е најголемиот дел од нашата работа, што можеме во еден момент да бидат на исто место, така да сметаме дека тука искуството кои се овие 2 години организираат овие сајмови, покажуваат позитивни резултати и сметаме дека тоа ќе биде еден краен домет за да и така намалената намалување на вработување да го намалиме на уште понизко ниво, што значи во едно место да бидат сите лица.
Во изминатиот период целосно беше реновирана зградата на Кавадаречкиот центар за вработување. Борисов денеска информираше и за овој проект кој е целосно реализиран. Центарот за вработување Кавадарци во период од 2 години, не полни 2 години, реновирање беше комплет реновиран, што значи под врати, џамови и стакло, да не редам све. Негде со површина од 534 метри квадратни. Се со цел, значи, подобрување на условите за работа и работење, односно услугите, како да бидеме по-продуктивни према странките, односно да бидеме по-услужливи и по-компетентни. Тоа е во делот што сакам да ги запознам, значи, ова дојде како цел, односно како центар кој што во минатиот период беше истакнат со поголема работа, односно со добра организација и падна бројката од 6 први кои што беа реновирани центри во државата да биде еден и Кавадаречкиот, односно нашиот центар. Бензините од ноќеска на полноќ поскапуваат за денар, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 1,5 денар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евросупер БС-95 изнесува 64 денари, а 66 денари ќе се плаќа за литар Евросупер БС-98. Литар Евродизел ќе чини 50,5 денари, додека новата цена на екстра лесното масло за домаќинство ќе изнесува 39 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 1,1 денар по килограм и ќе изнесува 26,3 денари. Малопродажните цени на нафтените деривати согласно методологијата за формирање на цените се зголемуваат во просек за 2,91%. Регулаторната комисија ја утврди новата цена на бензините врз основа на движењата на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и курсот на доларот во однос на денарот. Започнува со работа германската фабрика Лутекс во Велес. Фабриката за производство на технички и индустријски текстил Лутекс, инвестиција на германската компанија СТС Textiles во кругот на порнечната фабрика Нонча Камишева во Велес ќе биде пуштена во употреба. На почетокот ќе бидат вработени 50 лица, а во следните 5 години се планира да бидат ангажирани до 1000 лица. Првичната инвестиција се проценува на околу 4 милиони евра, а во следните 5 години ќе бидат инвестирани до 7 милиони евра. Повеќето од производите ќе се извезуваат во Германија, Франција, Италија и Полска. Германската компанија ја најави намерата за инвестирање во февруари минатата година, сакајќи да инвестира во Демирхисер, но во објективни причини подоцна е донесена одлука фабриката да се отвори во Велес. Договорот за инвестирање беше потпишан во октомври минатата година во Скопје. На потпишувањето присуствуваа вице-премиерот Пешевски и министерот без ресурс за привлекување странски инвестиции Джери Наумов, кои директно беа вклучени во преговорите, и собственикот на германската компанија Маркус Туч. За вице-премиерот Пешевски оваа инвестиција е потврда дека условите за водење и започнување бизнис во Македонија се на високо ниво. Со започнувањето на работата на СТС Textiles очекуваме позитивни ефекти во Велес и дополнително намалување на невработеноста, која во изминатите 10 години со имплементирањето на комплементарните економски политики е намалена за околу 50%. Ако на почетокот на 2007 година бројот на невработени во овој град изнесуваше 15.500 лица, денес таа бројка е на 7.400 лица, истакна Пешевски на потпишувањето на договорот. Собственикот на компанијата тогаш рече дека одлуката за нивната прва инвестиција надвор од Германија ја донеле откако ја согледале Македонија како совршено обкружување за она што сака да го реализираат. Економски патриотизам го зафаќа Балканот, се бара начин да се поттикнат граѓаните да купуваат домашни производи и на тој начин да се поддржи домашното производство. И покрај тоа што сме познати како регион во кој има извонредни услови за одгледување прехранбени култури, Балканот очигледно не може да го издржи притисокот на глобализацијата и отворената трговија, што го поттикнуваат увозот и негативно влијаат врз напорите за развој на домашното производство.
Ништо подобра не е состојбата и во Македонија, во која и покрај милионските субвенции во земјоделството, се повеќе се зголемува јазот меѓу увозот на храна и домашното производство, односно увозните производи ги истиснуваат домашните од пазарот. Ваквите загрижувачки трендови го вклучи алармот кај актуелните владеачки гарнитури во повеќе земји од регионот и тие сега бараат начин да го разбудат така наречениот економски патриотизам кај домашното население, за да придонесат кон зголемување на свеста од потребата да се купуваат домашни производи, па дури и ако се поскапи од увозните. Македонците четврти во светот по пушење цигари. Кина е на врвот на листата на земји каде што најмногу се консумираат цигари, а Македонија се наоѓа на четвртото место. Во Кина возрастните пушат во просек по 4124 цигари годишно, според податоците на Светската здравствена организација. По Кина следува Белорусија со 3831 испушена цигара годишно по човек, а потоа Либан 3023 цигари. Во Македонија годишно се пушат по 2732 цигари на човек. По Македонија на листата е Русија. Најмалку цигари се консумираат во Гвинеја, со само 15 цигари годишно на човек. Потоа се Соломонските острови. Во 68 од 182 земји просечно се пуши по помалку од една цигара дневно, кај возрастни, а во 61 земја се консумираат повеќе од 1000 цигари на еден возрастен човек на годишно ниво. Од спортот, Горан Стојановски се прости од активното играње и со гол му донесе опстанок на неговиот тиквеш. Љубителите на фудбалот од нашиот град во саботата имаат две причини да бидат присутни на градскиот стадион во Кавадарци. Првата причина беше надпреварот од последното коло во втората македонска фудбалска лига помеѓу Тиквеш и Хоризонт од Турново, кој одлучуваше дали нашите фудбалери и следната сезона ќе играат во втората лига. Втората причина беше простувањето од активното играње на фудбал на долгогодишниот капитен на Тиквеш Горан Стојановски шефе. Тетекс го победи Металург со 1-0 на гости, а нашите мораат да победат за да не се грижат за опстанокот. Веќе во 10-та минута Бакрачевски му донесе водство на Тиквеш. Така беше се до 80-та минута кога на теренот за последен пат во неговата кариера истрча Горан Стојановски. И додека сите очи беа вперени кон него, гостите изведоа слободен удар и израмнија. Но во 84-та минута, по продорот на Дуни Магловски, топката стигна до Стојановски, кој го постигна последниот гол во својата кариера, но гол кој на неговиот Тиквеш му обезбеди опстанок меѓу второлигашите. Тиквеш победи со 2-1 и остана во втората лига. Тетекски игра бараж за опстанок, а Металург и Вардар Неготино се селат во понизок ранг. Понад преварот, управата и со играчите на Стојановски му дадоа пригодни подароци во знак на благодарност за се што стори за клубот. Еве што во една ваква емотивна ситуација ни изјавија Горан Стојановски и председателот на клубот Илија Темелковски. Последно коло, втора македонска фудбалска лига, сезона 16-17, Горан Стојановски ги закачува копачките на Клинец. Како беше Горан во сиве овие години во дресот на ФК Тиквеш, а и во останатите клубови широм Македонија? Не знам од кај да почнам. 30 години активно учествувам со фудбалот, како вчера да беше. 2 децении, полн сум со емоции, дури... Тешко ли беше да се влезе во овие последни 10-15 минути? Најтешко. Знаеш, значи сум поминал се и се што... Нема повеќе. Најтешко. Последни 15 минути биле најтешки у кариерата. Ама сепак со твојот гол Тиквеш остана во втората лига. Може Господ така сакал да се проштам со гол и му честитам на момците, најзлашите цела екипа, стручен штаб, начело со председателот, градоначалникот, да не го заборавиме, кој што од голема помош. Здравје Боже од година појаки со спонзорство појче да влеземе во прва лига. Остануваш во клубот? Во клубот останувам со помладите категории. Па здравје Боже. Здравје Боже, некој нов шеф ќе произлезе од тие дечки. Потом.
Горан, во име на кавадаречката спортска јавност, јас ти благодарам за сето она што го стори за Тиквеш. За останатите нека благодарат другите, меѓутоа и за Тиквеш благодарност уште еднаш и ти посакувам се најубаво во понатамошната кариера. Фала, Михи, молим. Председателе, обстанокот обезбеден. Честитки. Да, ви благодарам за честитките. Она што беше желбата на како на фудбалскиот клуб Тиквеш, така и на пошироката јавност во градот, фактички на цела јавност, е да се обезбедеше постанок. После тие катастрофален почеток и убедливо последно место во есенскиот дел, дојде едно малку подобра ведрина во вториот пролетниот дел, во кој што се поконсолидиравме на почетокот, па настана пак некоја криза, за на крајот последните утакмици повторно се вратила на формата и во кој што со помоши заедно и со големиот број на навивачи и навијачката група, со максималната поддршка успеавме да дајме поддршки на самиот клуб и да го обезбедиме пласманот во втората лига и за наредната сезона. Вчера се одржа вториот поред меморијален кошаркарски турнир Ордан Тотов, на кој триумфираа битолчани. Вчера во спортската сала Јасмин се одржа вториот поред традиционален меморијален кошаркарски турнир за ветерани Ордан Тотов во чест на кавадаречката кошаркарска легенда. Годинава учествуваат 4 екипи, тоа домакинот Тиквеш, потоа екипите на Борецот Велес, Пелистерот Битола и екипата на Струмица. Се одиграат две полуфиналиња и финале. Прво Пелистер го победи Борец со 57-36, а Струмичани беа подобри од Тиквеш со резултат 27-24. Ветераните има и надпревар во шутирање на тројка, а секоја екипа пријави по двајца кошаркари. Битолчани ги пријавија центрите кои и победија. Здравески имаше 9 погодени од 10 обиди, а Талески погоди од 6 од 10. Во финалето Пелистер беше подобар од Струмица со резултат 34-26. Новиот турнир за Пелистер настапија Трајковски, Стоич, Марковски, Богоевски, Петковски и други, додека и Струмичани во своите редови имаа многу познати имиња како Настев, Ушинов, Кечев, Зетов, Апцев, Ефтимов, Тимов, Узунов и други. Голема благодарност учесниците оддадоа и до градоначалникот и советот на општина Кавадарци, како и на компанијата Кожувчанка, кои помагаат овој меморијал да се одржи. За самиот турнир поразговаравме со Пане Тотов, инаку син на Ордан Тотов, потоа со Александар Клинчаров како еден од организаторите, како и со Бошко Георгиев бизнисот, легенда на струмичката кошарка, а воедно и современик на Ордан Тотов. Втора година поред спортската сала Јасмин домакин на еден традиционален меморијален турнир во чест на легендата на кавадаречката кошарка Ордан Тотов. Стана традиционален, тоа беше целта нели на минатата година кога имаше само 2 екипи. Еве годинава 4. Да. Голема чест и задоволство ми представува целокупната организација на овој меморијален турнир во чест на мојот татко Ордан Тотов, кој што сепак сигурно значил многу за кавадаречката кошарка, што ме во толкав број имаме толкова заинтересираност со страна на екипите од Македонија сега за сега да дојдат и да учествуваат во овој турнир со цел да му одадат чест на мојот татко. Станува збор за турнир за ветерани. Турнир за ветерани, значи ветерани кои што не се повеќе активни играчи во своите клубови. Меѓутоа сепак имаат желба голема да и понатаму продолжат да се дружат, да играат и да го промовираат спортот низ целата кошарка. Кажи ми сега вака. Кога спомна предмот се рече за сега македонска екипа. Тоа значи дека имаме нешто повеќе во план? Така, значи ланската година имавме еден гостин, значи една екипа гостин, екипата на Велес и екипата на Тиквеш играа. Оваа година имаме уште две екипи гости, екипата на Битола, екипата на Струмица и уште оваа година имавме најава за гостување на екипи од бившите екс-републики, меѓутоа ќе го оставиме сепак тоа да си полека да си се созрее за да имаме таков меѓународен турнир да направиме. Да, така. Може. Александар Клинчаров, пред малку разговарајќи со помалиот Тотов, кажа дека на некој начин ти си еден од иницијаторите на овој меморијал. Па јас и уште заедно со господинот Панче Тотов, заедно со Џоко Наумчев, со директор на спортската сала, сме едни од главните организатори, значи да го
покренеме иницијатива да го организираме овој, се надевам, веќе и традиционален меѓународен кошаркарски турнир Ордан Тотов. Мене ме чини дека ти сето оно во кошарката што на некој начин си го знаеш, токму Тотов го имаш. Да. Данчо Тотов за мене и за сите нас, значи беше пред се и учител и ментор и играч и пред се кошаркарска легенда и пред се и човек, значи и по завршувањето на играчката кариера и неговата и нашата ние се дружевме и на некој начин почнавме и да се дружиме и да ги одигруваме овие веќе ветерански утакмици. Легендата на струмичката кошарка, Бошко Георгиев Бизнис, еден од современиците на Ордан Тотов. Игравте со Тотов, игравте против Тотов. Што ќе кажеш тебе на кратко за Ордан Тотов? Како прво, мило ми е што сме овде на овој турнир, а од друга страна ми е многу жал што еден добар, драг пријател, јако бевме во супротни екипи, сепак тоа беше човек со кој доста години поминавме и после кошарката, доста работеше со струмичани и се гледавме. А што однесува на самата кошарка, Тотов беше еден голем виртуоз, еден голем играч, знаат кавадарчани кој беше и како беше, не би секал ја сега да зборам за него, имаме еден добар случај во Струмица, тоа беше негде пред 80 година во старата струмичка сала во Партизан. И тоа ми е како сега тренерот кој ќе го чува Тотов. Тотов беше алфа и омега во вашата екипа. И јас како млад играч и не сега вако, него доста после, ајде да го чувам ја Тотов, пошто никој не можеше во Струмица да го чува. Игравме, изгубивме, а Тотов даде на 30 кошча, јас се трудев колку можем, но Тотов беше Тотов. На крајот од вестите следува прогнозата за времето. Утре ќе биде сончево и потопло со мала до умерена облачност и слаб претежно северен ветер. Во крајните западни делови на земјава ќе има услови за локален краткотраен дожд со ретки грмежи. Температурата до 30 степени. Од четврток на повеќе места температурата ќе надминува 30 степени. Емитувавме вести и благодарам за вниманието. Имајте секое добро со нашата програма.